Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Џо Бајден е во прва посета на Европа по изборот за претседател на САД. Од вчера е во Обединетото кралство на состанок на 7 индустријски најразвиени земји во светот. Потоа патува за Брисел на самит на НАТО и на самит ЕУ-САД. Повеќе дневниот престој на европско тло, Бајден ќе го заврши со средба со рускиот претседател Владимир Путин во Женева. Бајден се обидува и на дело да ја покаже реторичката заложба за враќање на трансатлантското партнерство со Европа на нивото на кое беше пред мандатот на Доналд Трамп. За земјава, како нова членка на НАТО, најважна можеби е пораката на Бајден пред патувањето за Европа. Цитирам: "Во Брисел јасно ќе кажам дека посветеноста на САД кон нашата НАТО алијанса и членот 5 е цврста како камен. Обврската што ја имаме со членот 5 е света." Завршен цитат. А членот 5, за кој зборува Бајден, поедноставено вели: "Воен напад врз една или повеќе членки на НАТО се смета за напад врз сите 30 членки. Соодветно и обврската за одбрана е на сите." Самитот на НАТО на кој в понеделник ќе присуствува Бајден е прв за Северна Македонија како членка, а се случува во ехото на вметнувањето на Преспанскиот договор и на корупцијата како основи за поединци или правни ентитети да се најдат на американската црна листа. Ова е многу груба рамка за разговорот со министерката за одбрана Радмила Шекеринска, која вечерва гостува во 360 степени. Интервјуто со неа почнува по паузата за реклами. Гледате 360 степени. Првото патување на американскиот претседател Џо Бајден во Европа е на насловните страници на многу медиуми во светот. Бајден е на состанок на Г7 во Велика Британија, од каде ќе патува за Брисел па за Женева. Самитот на НАТО в понеделник, на кој ќе учествува претседателот на САД, е прв за Северна Македонија откако стана земја членка на Алијансата во март 2020. Настанот се случува во период во кој се почесто се зборува за засилен интерес и ангажман на Соединетите Американски држави на Западен Балкан. Во тие рамки се става и проширувањето на опсегот на извршната наредба на претседателот на САД, која е на сила од јуни 2001 година, со Преспанскиот договор и корупцијата како основи по кои некој може да се најде на американската црна листа. Радмила Шекеринска, министерка за одбрана, е гостинка во 360 степени. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам. Во продолжение на ова што го чувме, до кој вредносен суд е поблиску вашиот став? Дека САД навистина се решени да стават ред во регионот или дека во нашата јавност се крева многу врева, многу прашина за нешто што е присутно, речиси, 2 децении, па и не дало некои особени резултати до сега? Ова е главна тема деновиве. Јас спаѓам во оние кои тврдат дека понекогаш премногу внимание и премногу невидливи значења даваме на ваквите одлуки и дека честопати неоправдано мислиме дека позади сцената некој ги влече сите потези. Она што е порака од Соединетите Американски држави е порака која секоја земја може да ја прифати или да ја одбие и ќе живее со последиците на тие одлуки. На крајот, борбата против корупцијата и борбата со национализмот во нашиот регион не може да ја издействува ниту еден американски претседател, да не зборувам за други лидери. Ако кон тоа не се насочени домашните, регионалните лидери и граѓаните. Така што мислам дека во право е вниманието кое што го доби оваа порака, заради тоа што ние чувствувавме еден период дека САД го изгуби интересот, не само кон Западен Балкан, туку генерално кон Евроатланскиот сојуз. Беше прашање дали НАТО алијансата ќе преживее поради оваа незаинтересираност на Соединетите Американски држави. Мислам дека е од тој аспект добра вест, но тој покажува на дело дека американските носители на функции, првите луѓе на американската администрација не зборувале напразно. Пред неколку недели, мислам дека беше државниот секретар Блинкен, кој излезе со изјавата дека ние мора да покажеме дека нашите вредности и нашата акција, нашето делување
дека нашите интереси и нашите вредности се едно те исто. Да, И во таа смисла ова го гледам како дејствување, а не само зборување. Да. Кога ве прашувам дали премногу врева се крева, мислам меѓу другото да речем и на следните факти. Во 2002 СДСМ и ДУИ прават заедничка влада, во тој момент Али Ахмети, па и голем дел од раководството на поранешната ОНА, тогашна ДУИ, тази политичка партија се на црната листа. Во овој момент најмалку два од вашите коалицијски партнери се на таа ОФАК или американска црна листа, Љубе Бошковски, Мендух Тачи. Во таа смисла, зошто нешто не би важело за СДСМ, а утре би можело да важи за ВМРО ДПМН или за Левица или за Алијанса, не знам. Тоа практично во првото прашање дадов одговор. Значи, на крајот на криштата нивно е да донесат одлуки, да ја кажат својата политичка воља. Ние ги носиме одлуките кои што ќе се однесуваат на тоа каде оди државата и што понатаму. Меѓутоа, мислам дека грешиме ако оваа одлука која што се однесува на нас и на Западниот Балкан ја гледаме како изолиран интерес и изолирана акција насочена само кон нас или кон нашите соседи. Значи, тоа е едно сега веќе тектонско поместување во начинот како сега веќе размислува американската администрација и како делува. Значи, првата порака која што испратија е дека се враќаат на темата на демократски вредности. Не кога дискутираат со македонски политичар само или бугарски, туку и кога дискутираат во НАТО со првите луѓе на Алијансата. Тогаш најавија и борба против корупцијата. Така, и како примарна нивна како се вели водилка некаква во нивната надворешна политика. И кај нив, и веќе и во НАТО документите, доминантен е ставот дека државите кои нема да знаат да се носат со популизам, со национализам и со корупција, стануваат меко ткиво во НАТО алијансата за влијание од страна. Зошто Шекеринска, премиерот, други владени представници сакаа да го видат само првиот дел од проширената извршна наредба на претседателот и да се фокусираат само на додавањето на Преспанскиот договор, при тоа да не се реферираат на прашањето за корупцијата? Мислам дека не беа такви изјавите. Факт е дека во првиот момент еден екзалтиран премиер во изјава во која што зборуваше само за Преспанскиот договор. Ако јас добро се сеќавам, мислам дека во вкупната изјава имаше референца и на Преспанскиот договор и на борбата против корупција, но верувајте, честопати и нашите изјави се диктирани од првиот интерес кој што ќе го имаат вашите колеги. Само тоа беше во насловите. Преспанскиот договор во принцип беше првото изненадување. Може би немаше изненадување во делот на корупција после она што се случи во Бугарија. И мислам дека одлуката која што се однесува на бугарски лица и физички и правни покажува дека не е Западен Балкан фокусот. И јас мислам дека ќе бидеме на многу погрешен траг ако ја го промашиме геополитичкото поместување. Значи, она што се случи визави одлуката за Бугарија, и навистина помалку гром од ведро небо. Имаше дискусии околу проблемот со корупција во Бугарија, имаше протести и така натаму. Но според моето барем сеќавање, ова е одлука која што е најголема, најсилна акција од ваков тип со санкции, кој било кога Соединетите Американски држави го направиле во еден ден. 65 личности и правни лица се ставени на листата на санкции. И каде тука го препознавате геополитичкото делување во таа одлука? Значи, не, јас не мислам дека е диктирано. Ова е геополитичко поместување, дека Соединетите Американски држави, ова е една од тие ситуации кога навистина имаат акција која одговара на нивните зборови. Ако претседателот ново избран Бајден излезе во првите негови обраќања кон јавноста, не само американска, туку и светска, и кажа за нас една од главните цели во надворешната политика ќе биде глобалната борба против корупцијата, многумина мислеа дека се тоа изјави политички коректни. Ова покажува дека не е така. И дека вие сега сите ние ќе имаме администрација американска која на оваа тема ќе биде многу гласна и која нема да ја става под тепих заради некои други геополитички
аргументи. За сега ова се изјави кои што доаѓаат од нивото, највисокото ниво во Вашингтон, се уште некако како тоа да не се стигнало на пониските нивоа во американската дипломатија, од овдешната амбасада за сега нема такви пораки, да не ја заборавим и Албанија во ова смисла во која што ја Одлуката за Сали споменувате. Бериша беше исто така. Колку сме близко или далеку ние со поединци или ентитети, што вели вашата политичка проценка, во еден момент да се најдат на некаква нова проширена црна листа, бидејќи во овој момент тоа што се случи беше проширување на опсегот на основите по кои можете да се најдете на листата. Нови имиња, нови правни ентитети таму нема за сега. Има дури и заборавени, мислам дека овие Тачи, Бошковски, Джевата Деми и така натаму се заборавени во еден период во кој што вие самата констатиравте дека САД веројатно подизгубија малку интерес за овој дел од светот. Многу е, како да кажам, непродуктивно да шпекулирате. Мислам дека Соединетите Американски држави, како и сите глобални сили, повеќе сакаат да ви порачаат нешто. Не може тие да бидат ни обвинител, ни судија. Ништо не може да ги замени нашите правосудни органи да испорачаат правда. Меѓутоа, мислам дека таа опција стои отворена ако гледаат дека политичките влијанија и политичките притисоци во овој домен почнуваат да стануваат повидливи или силни. Мислам дека тоа што се случи во Албанија беше резултат на проценката дека такви структури вршат влијание врз една од политичките партии, што може да ја дестабилизира државата. Не мислам дека санкциите се инструмент кој САД лесно го вади од джебот и мислам дека ќе помине известно време пред да видиме ако воопшто има било каква акција. Но ова е сигналот. Да, може ли овој инструмент да се претвори во инструмент на стабилократија? За што ја обвинувавме долго време Европската Унија на еден пристап кон Западниот Балкан па и кон Македонија во период на драматично демократско назадување, да не гледаме ништо. Сега овде, практично ова да биде инструмент за поддршка на силите кои што неспорно се за Преспанскиот договор, за договор со Бугарија, ама може би на домашен план и не се баш многу агилни на планот на владење на право, на борба против корупција и така натаму. Па во оваа смисла да ги фаворизираат овие сили и повторно да дојдеме во една ситуација на тоа овој инструмент да биде, како велам, инструмент за стабилократија, а не за демократски развој и стабилизирање. Напротив, начинот на кој беа дефинирани мерките, комплетниот вокабулар, па и одлуки кои што ги носи администрацијата во овој момент не покажуваат дека привлечно им изгледа стабилократијата. Напротив, ако ги погледнете повторно изјавите и на претседателот Бајден и на државниот секретар, ќе видите дека тие испраќаат пораки и кон своите сојузници во НАТО. И едно од барањата пред НАТО самитот е како алијансата да стане малку повнимателна кон своите вредности, односно оние вредности кои што ја создале алијансата. Еве ќе се обидам да најдам еден цитат. Вика: "Мора сите во еден глас да говориме кога државите членки назадуваат во поглед на демократија и човекови права." Значи, тоа се тие вредности и борбата против корупција ја гледаат како дел од тој пакет. Мислам дека за прв пат, после долго време, во рамките на алијансата гледам една сериозна дебата околу вредностите. И дебатата која што ќе продолжи сега и после самитот, дури има иницијативи земјите членки одново да се обврзат на демократските клучни принципи на кои почива алијансата. Вие се сеќавате дека се користи оној израз велшко ветување, Welsh pledge, како ветување во делот на тоа колку ќе трошиме за одбрана, како ветување колку ќе насочуваме пари кон модернизација. И сега веќе зборуваат за Democratic pledge, значи одново да превземеме обврска дека овие вредности не биле мртва буква на хартијата. Затоа мислам дека овој страф со оваа администрација, која што бекграундот е токму по овие теми,
човекови права, демократија, кршењето на па и разликите помеѓу централна и помеѓу западна и источна Европа, мислам дека тоа не е опасност која што треба да ја гледаме. Ќе чекаме да видиме, оти се сеќаваме на времињата на Хан, кој што ни велеше повелете на избори без опозиција и така натаму, за на крај да го заврши мандатот како еврокомесар, удирајќи се во гради дека тој бил дел од демократските промени во оваа држава. Не би се кладел да почекаме да видиме. Една мала дигресија пред да ве прашам за самитот на НАТО, реков прв самит на кој Северна Македонија оди како земја членка, кога сме кај корупцијата, се разбира, не во контекст на оваа американската црна листа и на наредбата на Бајден. Гледате ли морален проблем во тоа што пред неколку дена решивте вице-премиерот за борба против корупција да го именувате за шеф на вашата изборна кампања, за шеф на вашиот изборен штаб? Мојата теза е оваа. Изборниот процес кај нас е процес за жал на корумпирање. Ако шефот на вашата кампања на корумпирање е вице-премиерот за борба против корупција, по мене тука има морален проблем. Јас мислам дека на овие теми не треба да бараме, како да кажам, формална грешка, туку да чекаме реалноста да го покаже своето. Се сеќавате на забелешките за Јанкуловска, така? Да, не тоа е знак сосема на равенство различно помеѓу внатрешни работи. Значи, вице-премиерот за борба против корупција нема надлежности од кои што зависи изборниот процес. Тој нема надлежности директни од кои зависи борбата против корупција во делот на правосудство, во делот обвинителство. Господинот Николовски го слушаме како во прво лице зборува за тоа како координира со акции, да речеме, поврзани со квалитетот на мазутот. Има ингеренции на координација над инспекцијските служби. Не може да не убедите дека инспекцијските служби не се важни во предизборите и дека не се употребуваат, па и злоупотребуваат. Видете, некој ако тоа влијание може да го користи и како неформален шеф на изборниот штаб. Ја затоа велам, сакам да ги анализираме и нас како влада и нас како луѓе врз база на тоа што правиме. Ако таа акција не одговара на нашите зборови, тоа ќе го намали нашиот кредибилитет, па и шансите за успех на изборите. Така што ние како јавност да не добиваме мешани пораки, кога нешто реторички многу силно се зборува, се нагласува, сакаме да видиме дека и во пракса е така. Да, но знаете како, ако немавме, замислете еве случајот го спомнавте за инспекцијските служби за мазутот. Понекогаш се случува ако некој од министрите тоа го дискутира, го координира, тогаш сме виновни дека се мешаме. Ако сите ние велиме тоа е во рацете на инспекцијските служби или обвинителството и судството, со право граѓаните велат па зашто ве избравме. Мислам дека треба и овој процес до изборите и за време на изборите да го анализираме од аспект на тоа што реално ќе се случува. Да не заборавиме. Ние станавме многу чувствителни по прашање на однесување на избори, не заради тоа што такви сме се родиле, туку затоа што искуството така не научи. После серија на проблематични избори, кога велам проблематични, не мислам од нас оценети проблематични, туку од аспект од ОПСЕ, од Совет на Европа, од сите организации кои наблюдуваа, и тогаш дојдовме во ситуација се да мериме. Имаме зад нас неколку циклуси на избори, парламентарни, председателски, локални, референдум, каде секоја година покажувавме дека оваа држава стварно може да избега од баластот дека не можеме нормални избори да спроведеме. И мислам дека таа доверба некако не ја заслуживме лесно. Не ми се верува дека ќе ја искоцкаме лесно. Опозицијата не мисли така, плюс еве сега на ребалансот. Тие не мислат ни дека борбата против корупција треба да продолжи, ако сме веќе така, ако се надоврзам на првото ваше прашање. Тие и со декретот имаат... Да речеме за буџетот се гледа како ребаланс во функција на изборната кампања, но добро, тоа се веројатно теми за друг форум. Реков недела и вие лично патувате за Брисел, таму одите заедно со премиерот, со министерот за надворешни работи, в понеделник самит на НАТО, прв за земјава како членка, освен символичното значење дека прв пат, да речеме, премиерот заев, вие ќе седите рамо до рамо со
премиерите, председателите на другите земји членки на НАТО. Има ли нешто друго што одблиску не засега, а ќе се дискутира во Брисел? Самитот е важен. И самитот ќе започне процеси во НАТО во кои за прв пат ние ќе имаме влијание или барем збор. И мислам дека од тој аспект многу сериозно пристапивме кон наши подготовки. И денеска ќе имаме координација, претходно правиме некакви проценки околу тоа кои прашања треба ние да ги апострофираме. Бидејќи за прв пат ќе бидете во позиција да кажете нешто, а да не биде само ние сакаме да бидеме членки. И тоа е малку, како да кажам, зрење, поголема обврска и обид и пред нашите идни евросојузници да се покажеме во позрело светло. Дека не сме тие. Колку минути трае говорот на премиерот? Па, во принцип, премиерите добиваат некои 5 минути. Но верувајте, бидејќи минатиот пат учествувавме, речиси како еднакви, тогаш имавме поканата, но не бевме полноправна членка, изненадувачки е колку можете како земја да направите впечаток и во тие 5 минути, затоа што тие 5 минути ги има и Бајден, тие 5 минути ги има и Џонсон, тие 5 минути ги има и Меркел, и можете да ги видите и разликите и може да соопштите порака која што ви е важна. Така што јас и покрај тоа што кај нас мислиме дека ако не зборуваме 45 минути никој ништо нема да свати, вистинските политички пораки се испраќаат во такви мали формати. Темата е многу широка. Меѓутоа, во принцип, копијата во следниот период ќе се водат околу тоа каква визија земјите членки имаат и каква амбициозност имаат за НАТО. Имате една група на земји која што навистина имаат многу поамбициозни планови, кои што се однесуваат на улога на НАТО која нема да биде само регионална, бидејќи НАТО е најголемата воено-политичка алијанса во светот, но во принцип таа е ограничена на два континента, Америка и Европа. Според многумина во алијансата, НАТО мора да има глобален пристап и веќе да зборува за одредена глобална улога. Дури во смисла на отворање за нови членки? Не, се уште не се зборува за отварање кон нови земји членки, но, например, една од работите која е на маса е да започнат многу посериозни контакти, консултации, па дури и самити со така наречените демократи кои што слично мислат. Значи, оние земји кои што припаѓаат на сличен вредносен систем, како што е Австралија, како што е Нов Зеланд, како што е Кореја, Јапонија. Една од тезите или од одлуките која ќе се дискутира е дали да се започне со редовни самити на кои ќе се покануваат и овие земји, каде што фокусот ќе биде малку повеќе и кон Индо-Пацификот. Зошто во соопштениот телефонски разговор на генералниот секретар на НАТО со украинскиот претседател, да речеме, се споменува одново open door policy на пристапот или политиката на отворена врата на НАТО. Ако нешто ја дразни Русија, тоа е Украина и кокетирањето со потенцијалното членство на Украина во НАТО. Иако тогаш не бевме членки, меѓутоа од надвор следено, факт е дека на темата Украина во НАТО имаше многу различни ставови. Политиката на отворени врати, која за нас беше алфа и омега од сите НАТО самити, сега веќе ние ја сметаме како заокружена приказна. Не ме интересира тоа многу. Иако сме фер, и токму бидејќи сме биле таму каде што сега некои други земји, велиме, и ние сметаме дека политиката на отворени врати треба да продолжи. Се надеваме и на некои држави од нашето обкружување кои што декларирале дека можеби во иднина би размислиле или би сакале да бидат членки на НАТО. Меѓутоа, истото важи за Грузија или Украина. Значи, на оваа тема пред 7-8 години имаше прилично спротиставени ставови. Факт е дека акцијата на Русија во своето соседство, особено со анексијата на Крим и со притисоците врз источна Украина, некако создаде поголем консензус помеѓу земјите членки на НАТО, дури и оние кои се противеа на такво нешто, сепак да се најде некој модел со кој ќе се помогне на Украина. Мислам дека голем проблем беше 2019 кога Унгарија
практично стави вето на тоа Украина да добие акцијски план за членство. Тоа е она ние што го добивавме МАП пред многу години. И тоа за билатерално прашање. Значи, кога зборуваме како билатералните прашања влијаат на политичката ситуација во цели региони, ние сме жртва на такво нешто. Истото тоа се случи со Украина. Заради некои прашања во поглед на унгарското малцинство во Украина, практично МАПот беше блокиран. И дел од причините зашто во НАТО се повеќе се зборува за зголемени политички консултации, па дури и дискусија околу системите за гласање во НАТО, лежат и во ваквите разлики. Целта главна на НАТО самитот ќе биде да ја испрати не само пораката за кохезија, која мислам дека веќе е повидлива, туку и на зголемена амбициозност на алијансата. Ако Украина е на првата линија на огнот, дали Северна Македонија е се уште на линијата на огнот во духот на онаа изјава на Кери од пред години, уште пред земјава да биде членка на НАТО? Мислам дека членството во НАТО ни даде поголема отпорност, малку поголема сила политичка да се чувствуваме безбедни, но НАТО земјите членки не си седнале во столчето да се релаксираат. Сега сме членки и ништо нема да правиме. Кога ќе го погледнете документот кој ќе го дискутираат лидерите на самитот во понеделник, ќе видите дека на вистина голем фокус е како да се градат воените капацитети, што би било очекувано. Какви конвенционални оружја, какви нуклеарни политики да се водат, како да се спречуваат другите типови на физичка загроза, но подеднакво, дури мислам дека сега и уште повеќе внимание се става на темите од типот на хибридни закани, сајбер закани, дезинформации, влијание врз изборниот циклус, влијание врз медиуми. Тука веројатно Северна Македонија се уште на линијата на огнот. Јас би рекла, ние знаевме долго време дека сме на линија на огнот. Она што е интересно е што некои европски НАТО земји членки мислеа дека не се, па после изборните циклуси заклучија дека биле наивни. Кога грчки војни ловци го надлетуваат нашето небо, тоа кон кого испраќа порака? Кон нас дома или кон некој околу? Пораката е и кон домашната јавност, во смисла на тоа дека можно е политички да трансформирате еден регион или еден меѓусоседски однос, дека луѓето кои не блокирале или земјата која што не блокира сега не поврзува на некој начин, дека членот 5 не е хартија. Знаете, контрола на небо. Мислам, тоа ви се клучни прашања за суверенитет. Според одлуките и ставовите на НАТО, сајбер напад може да предизвика активирање на членот 5. Кој решава, госпожо Шекеринска, дали ќе полетаат грчките авиони од Микра кај Солун над нашето небо за акција? Мислите за стартување на акција или за редовниот air policing? Може би прашањето се однесува на така наречениот Renegade проблем или ситуација која се уште институциите анализираат и кај секоја земја членка потребно е да се најде решение кој ќе го вградиме ние во закони. Меѓутоа, air policingот си функционира како редовна комуникација помеѓу практично институциите кај нас во Северна Македонија и тие во Грција. Ние ја имаме сликата на нашето небо, бидејќи во овој дел практично воената интеграција кај нас е завршена. Има други делови каде што воената интеграција допрва треба да заврши, меѓутоа во делот на воздушното набљудување се завршено. Ако не дај Боже цивилен авион се процени дека е вон контрола, не знам, цели кон некаков цивилен објект во државава, има ли некој што може да се јави во Микра и да побара авионите да летнат и да действуваат? Тоа е се уште прашање кое што како држава еднаш го дискутиравме на Совет за безбедност и се уште се дебатира и се проверуваат различни верзии, бидејќи државите имаат многу различни модели и треба да го најдеме тој кој највеќе ќе одговара за нашите услови. Тоа претпоставам ќе треба да помини во собранието. Добро. Што е со другите аспекти на военото интегрирање со НАТО? Во кој статус е военото интегрирање на Северна Македонија со НАТО? Воената интеграција бара повеќе време отколку самото потврдување на членство.
Ние воените консултации, така наречените интегрирачки конференции, ги држиме уште од 2019 година. Тоа се вообичаено годишни конференции. Ги поминавме двата круга до сега и за прв пат во 2020 година ги добивме така наречените цели на способности. Многу технички израз. Во принцип тоа е список, ако претходно што ме велеле што сакаме ние од НАТО, ова е список што НАТО бара од нас. Колку војска декларирана има Северна Македонија? Дали е тоа Мислите, податок? во НАТО, бидејќи веќе не, кога бевме партнер, зборувавме за декларираните единици, сега во рамките на capability targets, па јас би рекла сумарно, во следниот период се до 2027-28 не повеќе од 1000. Значи тоа се во главно повеќе од 700 припадници на лесната пешадија во Штип, после 27 бројот ќе се дуплира, ама сега се тие. 2 тима на специјалци, понатаму ќе имаме еден хируршки тим, еден тим за стабилизација и реконструкција, така што тие се отприлике групите кои што ќе треба да ги опремиме, да ги извежбаме и најтешкиот дел да ги оцениме. Значи, воената интеграција... Во овој момент државава не може да и понуди на алијансата 1000 војници, така? Не, во овој момент НАТО алијансата не побарува од нас, односно не очекува. Имаме транзиција до 2020... Имаме до 2000... Во принцип, ние воената интеграција би требало да ја завршиме до крајот на оваа година. Добро. Првото тестирање на, како да кажам, видливите делови од нашиот придонес ќе биде пролета 2022 година. Така што до тогаш треба да го завршиме тој дел од обезбедувањето на луѓе, кои што ќе бидат соодветно обучени и кои што ќе имаат соодветна опрема. Ја имаат ли соодветната опрема? Ја добиваат, чекор по чекор ја бевме добиваат. сведоци на вести за голема набавка од САД на лесни оклопни возила, така? Да. Набавка која што чини неколку стотици милиони долари. Да. Таа е набавка која што ние ќе ја финансираме 6 години. Ние почнавме во 2019 и секоја година, да кажам, завршуваме еден дел од задачата. Но таа опрема ќе почне да пристигнува од 2022 па се до 2026 година. Тоа значи дека ние првото оценување ќе мора да го имаме и пред да ја добиеме таа нова опрема. И затоа сега инвестираме во целосно опремување, поправки, резервни делови на опремата која што сега ни е на располагање. И јас очекувам, бидејќи опремата не се само возила, опремата мора да почнете од елементарните работи, униформи, логорски елементи, чизми, опрема за заштита, балистичка заштита, што е во тек, опрема за АБХ заштита, биолошко-хемиска заштита, елементи кои што се однесуваат на комуникациите, тие над 700 луѓе мора да имаат да се целосно комуникацијски поврзани меѓу себе, ама да имаат веќе и протокол со комплетна интероперабилност, бидејќи тие би требало да функционираат како дел од некоја поширока НАТО формација. НАТО војски се почесто на територијата на Северна Македонија во воени вежби. Има ли некаква најава за стационирање евентуално на некаков контингент на НАТО сили од друга држава на територијата на земјава? Ние се трудиме Криволак, кој што е наш национален ресурс, да го искористиме максимално. И тоа не да го користиме само за обични вежби, да кажам, иако најголемиот дел воопшто не се обични ниту едноставни, туку да го развиваме како иден регионален тренинг центар. Во тој таков тренинг центар, например, британците имаат во Чешка и еден дел од нашите војници кои заминуваа на операции мировни, одеа таму за обука. Би сакале Криволак да има малку поамбициозен план за развој, и во рамките на такви планови се понудивме. Еден дел од НАТО силите, кои што се сили за, ќе кажам, ептен неформално, за брзи реакции, во случај на активирање на членот 5, во случај на одредени катастрофи, кои што ротираат на различни локации, еден период да бидат сместени и кај нас. Но тоа е, например, од 2024. Во меѓувреме разговараме со дел од нашите сојузници да обезбедиме многу повеќе содржина
за нивен престој тука, меѓутоа и за поддршка на нашите реформски напори. Така што јас очекувам, како што сега имаме, например, британски тим, кој работи многу на обуката на лесната пешадија, очекувам такво нешто да го сработиме и со некои од другите сојузници. Ке се вратам пак на политичко ниво, на самитот на НАТО, колку е тој шанса да се зборува за актуелната тема во амбицијата на земјава веќе во јуни по можност овој месец да добие усвојување на преговарачката рамка и закажување на првата меѓувладина конференција со Европската унија. Бугарија, земја членка на НАТО, не проверив на кое ниво, но претпоставам дека председателот Радев ќе ја води нивната делегација. Најавите се дека председателот Радев ќе ја води делегацијата и мислам дека самитот во секој случај ќе имаше најголема додадена вредност за нас заради ова прашање. Ова е прилика и за директен контакт, ова е прилика и за испраќање на нашата порака пред сите светски лидери. И нема да биде надвор од темата, затоа што во документите на НАТО многу често се навраќаат на тоа дека билатералните проблеми помеѓу сојузниците можат да представуваат слабост на алијансата. Значи параграфот во кој што премиерот заедно во својот говор ќе зборува за тоа нема да биде злоупотреба на Апсолутно масата. не. Напротив, тоа ќе биде како да кажам, да го правиме тоа што го пишуваме. Кога зборуваат за зголемени политички консултации и координација помеѓу сојузниците. Тоа е првата практично првиот параграф на документот. Се мисли меѓу другото и на тоа како НАТО реагира во ситуација кога има отворени прашања. Втората, мислам дека тема или втората линија по која сме поврзани и НАТО самитот и ова прашање е фактот дека нашите општества, мислам дека и бугарското и македонското, се изложени на многу кампањи со дезинформации, кои што ја лоцираат оваа точка како болна точка и влијаат да не дојде до договор. И тоа го покренува, исто така е врзано со прашањето на отпорност на нашите општества, медиумските состојби, влијанијата на трети страни и така натаму. Мислам дека од тој аспект како држава имаме да им кажеме еве еден пример и да покажеме дека одлуката на европските земји членки нема да биде само тактика, ќе биде многу геополитика. Во нашите кафеански анализи на сигналите кои што може јавно да се собираат во пресрет на Советот за општи работи на 22 јуни може да се слушне дека, да речеме, што Макрон го примина вечера Заев, сигурно е завршена работата. Денеска портпаролот на State Department твитна исто така дека САД силно поддржуваат закажување на првата меѓувладина конференција за Албанија и Северна Македонија. Позитивни пораки стигнуваат од Холандија, да речеме, едно стравување во смисла на тоа дека ако може би темата од бугарска страна дојде на позитивен начин на масата, дали може да биде загрозена, да речеме, од Холандија или од други држави членки. Од Хаг стигна вест дека Холандија во овој момент е окей со почеток на преговори со Албанија. Каква е вашата проценка? Дали на 22 јуни навистина може да се дочека вест за тоа дека е усвоена преговарачката рамка и закажана првата меѓувладина конференција? Многу се добри овие пораки и добри се заради тоа што доаѓаат во континуитет од различни нивоа и од различни земји. Ние минатата година имавме добра позиција на Соединетите Американски држави визави проширувањето. Меѓутоа, посетата на премиерот на Париз во очи на ваков европски самит не е ниту случајност, ниту лесно се добива, ниту ќе ја промашат носителите на одлуки во Европа. Но во вакви ситуации секој сигнал е добре дојден, ама никој од нас не може да спие мирно се додека не се донесе одлуката. Тешко е да очекувате одлука во услови на техничка влада во Бугарија. И тој елемент објективен, сите го знаеме. Едно е што е објективен хендикеп. Второ, во Бугарија секој ќе може да се скрие за таа работа. Ако во одреден момент луѓето речат да од председателот надоле не сакаме сега да се реши прашањето, секогаш ќе имаат добро алиби. Меѓутоа, факт е дека во оваа ситуација, ако се направи пресврт,
ќе биде тоа голем политички поен за нас, се разбира, ама ќе биде голем политички поен и за Бугарија. Сакам да ве прашам за вашата одлука да не се кандидирате за заменик председател на СДСМ. Се извлековте некако без докрај јавно да објасните за околностите во кои што го правите. Тоа протече еден дел од вашиот настап на Конгресот. Мислам дека автентичноста не беше доведена во прашање, во кое што меѓу другото велите: морам да кажам дека за некои работи сум и загрижена и сакам апсолутно да не сум во право. Загрижена сум дека за одредени прашања влегуваме во старата замка или старата опасност, а тоа е да ги затвораме очите од некои проблеми кои само ние можеме да ги решаваме и така натаму. Загрижена сум што е сомнително кога некој има став и некаква позиција, исправна или не, а некога ги жртвува и ставот и принципите за некаква лична цел. Сега не сте член на партиските органи и тела, освен што сте член на ЦЕО по функција. Така? Не, присуствуваме сите како министри на Централниот одбор. Го чувствувате тоа како хендикеп во моментот? Мислите како хендикеп во работата? Да, како министар. Не, напротив, имам повеќе време и повеќе енергија да се занимавам исклучиво со прашањата кои што се однесуваат на одбраната. Знаете како, јас сум била и во партиските органи, сум била и надвор од нив. И кога буткам одредени процеси, ги буткам не заради тоа што на реверот ми пишува тој и тој функционер, туку затоа што ги работам тие работи. И се трудам, и имам енергија, и имам некакво знаење. Имате така чувство што сега не мислам дека е ова хендикеп. зашто зборувате на Конгресот е разбрано од раководството на партијата? Јас сум човек кој што и со своите непријатели, да кажам политички противници, сум многу отворена. Најотворена сум со моите политички пријатели и колеги. И мислам дека првото нешто што им го должам на моите колеги, на мојата држава, на нашите институции, е да бидеме отворени не кога е добро. Кога е добро сите се отворени и сите викаат браво. Туку кога има некои проблеми, да зборувам за тие проблеми. Некојаш ќе го прескокнам бравото, ама проблемот не го прескокнувам. И ја тоа и денеска го правам. И го правам пред се во кругот на, така да кажем, партиското семејство. Не сум од оние кои што имаат еден диоптер или едни очила додека си на партиска функција, а после го менуваш кога не си на партиската функција. И затоа буквално се водам од тоа каде гледам дека одат работите. Мислам дека успеавме на вистина во државава за некои работи да направиме чудо за толку кратко време. Од стабилократија, еве, не подсетивте на терминот, од држава за која што веќе никој не се ни грижеше, пошто изгубија надеж. Успеете да направите членка на НАТО, да успеете да направите држава која што на Freedom House ги има единствените позитивни резултати. Јас стварно сум човек кој мисли дека слободата е важна работа. Оти ништо друго нема да функционира без тие елементи на слобода. Паралелно со тоа, најблискиот соработник на премиерот завршува во притвор, обвинителството за него води истрага и така натаму. Факт е дека имате постигнувања на страната на чудата, но исто толку чудни работи ви се случуваат во работата на владата. Демократијата не е систем во кој луѓето се безгрешни и судовите постојат теоретски. Затоа постојат судови во најбогатите, најразвиените и најдемократските држави. Токму и примерот кој што го кажувате е едно од тие чуда. Како можеше ние 6 месеци пуштавме бомби кај што не еден 1001 предмет можеше да се отвори. Никој во јавното обвинителство ништо не почна да работи. 6 месеци. А сега ова вие што го кажувате, тоа покажува дека системот функционира. Ке ми кажете, предпоставувам, под притисок на јавност. Па секаде тој функционира под притисок на јавноста. Да видиме сега кој притисок ќе биде поголем. Дали Она што мислам дека е важно е во систем во кој јавноста е будна, граѓаните свесни за своите права, а владата свесна за своите ограничувања.
Ќе паѓаме и ќе стануваме, ама ќе идеме напред. Ова последното е прашање дали е така, дека владата е свесна за Ќе ви своите кажам еден ограничувања. пример. Од последните вести. Погледнете ги бројките за транспарентност. Ја знам дека транспарентноста не се мачка на леп да се јаде. Апсолутно не. И сваќам дека понекогаш изгледа и банална. Да, ма примерот за кој што зборуваме со блискиот соработник на премиерот е точно резултат на транспарентноста на владата, бидејќи така се стигна до податоците. Но сега што имаме како реакција од премиерот на тоа? Како вели, не и верувам на обвинителката. Знаете како? Јас не сакам сега да се ставам ниту во улога да влегувам во таа дебата која што постоела, ниту јас да ги барам аргументите. Не е битно што се кажува, битно е што се прави. Битно е што се кажува, госпожа Шкеринска. Јас она што мислам е дека ако комплетно се фокусираме на тоа што мислиме дека е проблем, а ги промашиме работите кои се променети, јас ви кажувам дека следната година притисокот или интересот, например, на некоја институција да биде транспарентна нема да постои. Пазете, ние се изложуваме да бидеме под лупа за се. И тоа е здраво. И треба да очекувате дека таа отвореност ќе го носи ова што го носи. И таа е на системот, таа е како имунитетот. Сега сите станавме експерти нели за имунитет поради пандемијава. Значи таа го гради имунитетскиот систем, реагира. Ама тоа не значи дека нема да имате вирус. Мора да завршуваме. Гласини се информациите дека размислувате да заминете од министерската позиција? Да. Благодарам. Иако јас во последните интервјуа сватив дека дури едноставните одговори со да или не нема да ги заспијат куините, ама еве да се обидам. Благодарам што бевте дел од емисијата. Благодарам на поканата. По паузата е саботажата. Наместо конкретна концепција и функционални проекти и идеи кои се предпоставка за предизвикување жешка пролет, хипотетички прогнози за временската состојба. Истинска е дилемата. Дали незадоволните од власта бираат политичари или метеоролози? Подгответе се, според прогнозата снегот ќе биде можеби во големо изобилие, ќе има многу на планините, но и во градовите и така натаму. За земја која според приврзаниците е единствено помлада од звездата која најсјајно ја гледаме. Не е во ред да се предвидува долга и тешка зима, оти таа е сепак далеко. Уште почудно е кога како референца и слоган преку кој се моделира мисијата се користи фразеологија која им припаѓа на други ликови, никако на модернизираните. ВМРО ДПМН како и секогаш е на браникот на македонските национални интереси, заедно со македонскиот народ. ВМРО ДПМН е на барикадите, бил и ќе биде во заштита на македонските национални интереси. Никој не може сам на браникот, па разбирливо е дека е потребна дополнителна логистика. Иако незината интерпретација како да е извлечена од вокабуларот на бегалецот, кој во сличен стил тврдеше дека државата не може да се брани со обуени влечки и пред телевизор. Не може Христијан Мицковски да ја заштити државата сам, не може ни ВМРО ДПМН, ако не застанеме сите за она во кое што веруваме. Проблемот може би е во тоа што при отсуство на прецизни ставови, многумина ниту знаат во што треба да веруваат, па тоа предизвикува идеолошка и идентитетска криза, за која нема согласност и рефлектира недоумица, дури на ниво на интерпартиска кохезија, а камоли за нешто повеќе. Ние како општество не можеме да изградиме општествен консензус. Ако ВМРО ДПМН до вчера викало Гоце Делчев е најакиот, а утре дента вика Тодор Александров е наједнаш најакиот, извинете, како да ви кажам, и вие внатре во партијата имате проблем. Во крајна линија ВМРО ДПМН како политичка партија си има до некаде проблем со сопствениот идентитет. Но кога филозофијата на екзистирањето запаѓа во криза, тогаш на сцена стапуваат партиските идеолози, чија стратегија се базира на постојано камуфлирање на идеологијата со изнаоѓање нови непријатели, кои ќе бидат одговорни за незиното лутање, а толку се запознаени со се, само што не го знаат точното име на противникот. Ова фашизоидно, шовинистичко и експанзионистичко однесување на Бугарија е поддржано од Берлин. Вие знаете ли дека во изминатите 3 години само 2 големи истраги се направени во Бундесварот, не во Бундестагот,
Вие знаете ли дека има неонацизам врие во германската војска? И на крајот, кога токму таа земја поради десетлетијата на измислување виновници и тотално аутсайдерски политички стратегии, некој си ја смета за свој нов родител. Ја Иго, денеска дојдеме да го земеме и кшеската новата за моја син, за Петре. Усредемо роѓен ден. Еден поклон од нас, фамилијата, за него. Това тие другари, Бајер Минхен, нека живее Германија. Да, жива и здрава Германија, мајка Германија. Испунувај сите желби. На сите нам ни треба татковина која ќе ги исполнува желбите, без разлика кој е постар, таа или сонцето. Пријатно до понеделник во 22.